На средба со оризопроизводителите во село Чешиново, министерот Цветков истакна дека просечните приноси на ориз се движат околу 4000 тони по хектар. Зборувајќи за проблемот со пласманот на оризот, Цветков ги истакна малите површини кои се сеат под ориз околу 5000 хектари годинава, со можност тие да се зголемат на 9100 хектари. И е одобрено од Европската комисија од ИПА 2 програмата 6 милиона евра за консолидација на земјоделското земјиште во Република Македонија. И проектот, односно консултантот е изаберен, тој е ФАО. Најверојатно ќе отпочнеме веќе од почетокот на едната година со избор на површини кои што ќе ги консолидираме. Мој предлог е на консултантот да прво да пробаме да направиме тука во Кочани, бидејќи се работи за една површини кои што отприлика квалитетот на земјиштето е исти, така да земјоделците кои што имат на 5-6 места површини да ги ставиме на едно место. И да добие земјоделецот на голема површина, да има пристапен пат до самата површина и да има систем за наводнување. Земјоделците од Кочанско не го користат семенскиот материјал, рече Цветков, и додаде дека 1,5% од површините се насејани со семенски материјал, а останатите со меркантилно семе. Како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2017 година на производителите ќе им се обезбеди сертифициран семенски материјал увезен од Италија за оние сорти кои земјоделците ќе ги побараат. За само 70 денари по килограм сертифицирана семенска арпа, Министерството ќе увезе и истата ќе ја плати 50:50, согласно програмата за рурален развој, со што ќе се добијат просечни приноси по 7000 тони од хектар. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство планира и набавка на семенски материјал од Турција. Во рамките на безцаринската дозвола, Република Македонија во Турција може да извезе 8000 тони квалитетен ориз. Формирањето на земјоделски задруги, според Цветков, е повеќе од потребно за оризопроизводителите од Кочанскиот регион.